Почитувани ученици, а и сите останати кои што гледате видеото, добро утро, добар ден, добро вечер, во зависност од тоа кога ме гледате. Јас сум Антонио Неделковски, наставник по историја од Основното училиште Наумовски Борче од Скопје. Во ова видео јас ќе ви зборувам за Европа по Француската револуција. Учевме за Француската револуција. Рековме се кренала 1789 година. Рековме кои биле причините за кревање на таа револуција, видовме како завршила. Многу бурен период за Франција. После таа револуција, Франција од апсолутистичка монархија ќе стане уставна монархија, па потоа во 1792 ќе стане и република. На власт ќе доаѓаат разни групи, жирондисти, потоа јакобинците ќе дојдат. Максимилијан Робеспиер, нивниот предводник. Во времето на јакобинците над 40.000 луѓе ќе бидат убиени, ќе завршат на гилотина. Сурово, нели? Бурен период. Во 1794 јакобинците ќе паднат и на власт ќе дојде директориумот. Тој директориум ќе води Франција од 1794 година па натаму. Директориумот ќе се справува со многу проблеми. Од една страна се тука револуционерите, од друга страна се антиреволуционерите, да ги наречам, оние кои што биле за кралот, ројалисти, приврзаници на кралот, приврзаници на стариот систем, кои што не може да ги замислат овие нови идеи за кои што се залагале револуционерите. Бурен период на внатрешен план за Франција. За време на овој бурен период се јавува еден лик по име Наполеон Бонапарта. Тој на 25 години, на неполни 25 години ќе стане генерал. Многу млад станува генерал. Ќе му биде зададена задача од директориумот да замине со војска во Италија, да војува со австриците и да преземе таму територија. Тој ќе замине во Италија. Ќе влезе во судир со австриците, ќе ги победи, ќе освои територија таму. Ќе замине во Северна Африка, односно во Египет, ќе го освои Египет. Наполеон Бонапарта, додека директориумот во Франција се справува со внатрешните проблеми, Наполеон на надворешен план освојува територија, бележи победи, ги победува австриците. Австрија во тоа време е многу моќна држава. Ќе освои територија во Италија, ќе освои територија во Северна Африка, односно Египет. Египет, сите знаеме кој е, каде се наоѓа и колку е значаен. Значи, полека Наполеон Бонапарта, полека неговата кариера иде во нагорна линија. Станува меѓу војската се повеќе и повеќе популарен. Тоа е многу важно, да си популарен меѓу војската. Ќе стане се популарен меѓу францускиот народ. Тоа е многу значаен момент во време на криза. Наполеон полека ќе стане се помоќен и помоќен. За да во 1799 година го неутрализира директориумот, односно ќе ги тргне од власт. И во Франција ќе воведе конзулат, односно на чело на државата ќе имаме тројца конзули. Еден од тие тројца конзули може да погодите кој е? Наполеон Бонапарт. Останатите двајца ликови не се воопшто важни. Тие се само формалната. Главниот збор го имал Наполеон Бонапарт. Тој во овој период имал речиси неограничена власт. И полека на сигурно Наполеон Бонапарта на внатрешен план ја стабилизира државата, а и територијално почнал се повеќе и повеќе да се проширува. Ќе војува со австриците, со русите, со прусите, со Велика Британија. Значи ќе војува насекаде, но и територијално, и тоа како Франција во негово време ќе се прошири. Ќе освои територија ширум Европа. Еве ви го Наполеон, нели? Еве една слика, ова е уметничко дело. Ова е битката кај Аустерлиц, 1805 година. Е годината која ќе се одигра битката кај Аустерлиц, каде Наполеон Бонапарта со својата француска војска ќе нанесе тежок пораз на австриците. Австриците ќе бидат понижени и ќе отстапат голем дел од својата територија. Од Италија, Далмација и така натаму. Значи Австрија буквално после оваа битка ќе биде понижена
и многу работи ќе загуби, а пак многу работи Наполеон ќе добие. Тука се русите, ќе војува со русите, како што кажав, ќе војува со прусите. Ќе ги победи прусите, но на крајот тука остануваат двете најмоćни држави, најголеми ривали за него. Велика Британија на запад и Русија на исток. Во меѓувреме, еден интересен детал што морам да го кажам, во 1804 година Наполеон Бонапарт ќе се куница за цар на французите. Значи, гледате, генерал на 25 години освојува територии, се враќа, успоставува своја власт во Франција, му ведува конзулат, каде што има речиси неограничена власт, и тука не запира, иде понатаму, се прогласува за цар. А во 1789 зашто се залага револуционерите, нели? Слободарски дух, демократски дух, а гледате Наполеон што прави? Сосема нешто друго. Франција повторно се враќа на старото. Тоа е интересно, колку и да звучи контрадикторно и апсурдно. Како и да е, Наполеон Бонапарт станува цар и ќе биде наречен Наполеон први. Да се навратиме сега на неговата надворешна политика. Ќе освојува територии, ќе освои Португалија, Шпанија, Холандија, во Германија. Некои територии ќе бидат освоени директно, а некои индиректно. Еве една мапа, значи оваа мапа е од 1812 година. Значи гледате колку територијално се проширил. Значи, некои земји биле под негова директна власт, а некои земји биле под негова индиректна власт. Како? Им дава држава и на чело на таа држава стои негов човек кој што ќе владе во негово име. Најголем дел од тие луѓе се дел од неговата фамилија и блиски пријатели. И гледате, со оваа боја овде вака што обележено, овие се територии кои што биле под негова директна власт, а пак овие територии индиректно, така што поставува своји луѓе на власт. Значи гледате огромна територија. Значи гледате дури навлегол и на Балканскиот полуостров. Да се навратиме ние. Рековме, Австрија неутрализирана, Прусија неутрализирана, остануваат Велика Британија на запад и Русија на исток. Што се случува? Француската војска била многу моќна на копно. Додека пак, како што била француската војска моќна на копно, така британската морнарица била моќна на вода. Како што може да видите, Велика Британија е островска земја. Што значи, за да дојде во Британија, први мора да стапне на вода. Значи, први мора да има поморска битка и да победи во таа поморска битка, а од таму да стапне на британско копно и таму да ги дотолчи британците. Но тука се еваат проблеми. Наполеон Бонапарт ќе се обиде на неколку пати преку поморски битки да ги победи британците, но тоа нема да му успее. Британците се премногу моќни на вода. Тука е нели познатиот генерал Нелсон британски. Ќе водат неколку пати битка на море, на вода и британците секогаш ќе излегуваат победници. Наполеон што да прави? Не може, мора да добие поморска битка и потоа да стапне на британско тло. Без поморска битка не може да стапне на британско тло. И никако да ја добие таа поморска битка. Британците тука се гениални. Го газат Наполеон буквално. И сега Наполеон што прави? Кај Наполеон му се јавува една идеја да изврши континентална блокада на Велика Британија. Што значи тоа? Сите овие земји тука вака. Значи, Шпанија, Португалија, или Франција секако тука, Данска, Холандија, Швајцарија, Италија и Русија ќе биде приклучена. И така натаму. Сите тие држави не смеат да воспостават трговски врски со Велика Британија. Која е целта? Целта е да ги блокира од трговски план, да ги блокира и кога трговијата не се развива, имаш силен економски удар. Поентата е да нанесе преку оваа континентална блокада да нанесе силен економски удар каде што ќе се јави внатрешна криза во Велика Британија и на тој начин да ги принуди на капитулација. А Наполеон Бонапарта совршено му е јасно, за да успее оваа блокада и оваа идеја, не сме на ниту едно место во Европа
да има попуштање. Не сме никаде да има трговски врски со Велика Британија. Тоа е многу тешко. Тоа нема да се случи. Ќе има попуштање на многу места. Да, Британија ќе влезе во криза, ќе нанесе Наполеон удар, а на крајот на британците ќе издржат. Знаете како? Тој удар нема да биде само за Британија, туку тоа ќе биде удар и за овие европски земји, за овие европски народи. Бидејќи како на штета за Британија, така на штета и на овие. Бидејќи нели и овие вршат трговија со Британија и Британија со нив врши трговија. Што значи дека оваа идеја на Наполеон воопшто не ја сакале, бидејќи како што ќе има економски удар за Британија, така ќе има економски удар и за нив. И затоа се противеле, се бунтувале и затоа имаме попуштање и таа континентална блокада не се одвивала баш сјајно. И уште нешто. Може би ќе ви текне, ама еве на исток блокирано, ама на запад ги имаме САД. Може со нив да тргува. Во меѓувреме овој период САД ќе забрани американски бродови на француско и британско пристаниште поради други прашања, сега нема да влегуваме таму, што значи дека и на западот САД ќе биде блокиран. Значи гледате, ама на крајот таа континентална блокада нема да биде совршена, нема да издржи. Британија ќе биде во криза, ама нема да биде до тој степен што е посакна Наполеон Бонапарт. И сето тоа ќе заврши неуспешно. Во меѓувреме, на исток е големата Русија. Големата Русија. Значи Наполеон Бонапарта, за да биде сила број 1 во Европа, јасно му е дека мора да ги порази и Велика Британија и Русија, како што ги победи Прусија и Австрија. Ќе замине на поход во 1812 година, ќе тргне во Русија, ќе навлезе длабоко во Русија. Ама Русија е голема. Руската зима е сурова. Русите ќе водат геройски начин на војување. Ќе запалат земјата и ќе бега. Ќе запалат земјата, ќе бега. Сурова руска зима. Војската е уморна, француска не може да издржи. Значи, гледате, ова се вака освоиле по пат на битки и сега треба да тргнат кон Русија. Русија, далеку е Русија. Наполеон Бонапарта ќе навлезе длабоко во Русија. Тој ќе дојде во Москва и што ќе се случи? Русите што ќе одлучат? Да запалат Москва. А Наполеон имал идеја да дојде во Москва и таму да презими, да одмори, да соберат сили и да продолжат. Но тој кој ќе дојде во Москва, ја пречека Москва во пожар. Еве уште една уметничка слика каде што Наполеон со својата војска доаѓа во Москва и гледат дека градот е во пламен. Значи гледате русите што прават. Палат се, дури и Москва ќе запала. И место Наполеон Бонапарта со својата војска таму да одмори, да презими, да собере енергија и да тргне кон нови походи, Наполеон го чека пустина буквално. И што да прави? Француската војска е уморна, моралот опаѓа, сурова е таа зима позната руска. Едноставно Наполеон ќе се гуши во Русија, нема каде да оди. Огромна е Русија. Еве гледате, има уште натаму на исток. Дури и оваа карта не ја фаќа цела Русија, огромна е, не може. А умеѓу време овие народи овде почнувале да се бунтуваат, не го сакале Наполеон. Едноставно не го сакале. Од повеќе причини, сега за Наполеон може да се збори цела учебна година без никаков проблем. Сега вака по кратки црти ви одголувувам некои моменти. Што значи дека Наполеон е на исток. А овде на запад исто така има проблеми. Плюс и имаме Велика Британија, која што нема да седи мирно, така? И Наполеон Бонапарта ќе донесе одлука која што воопшто нема да му се допаѓа, а тоа е дека ќе мора да се повлече. И тоа е буквално пораз за Наполеон. И народите од Западна Европа слушаат за тој пораз и добиваат на замав. И ќе влезат повторно во Сојуз и во 1813 година кај Лајпциг ќе се одигра една битка, каде што тука ќе учествуваат руси, британци, пруси, австрици и така натаму, и затоа става позната по тим и французи, нели? Затоа таа битка е позната како битка на народите. Во таа битка Наполеон Бонапарта ќе биде поразен и ќе му биде нанесен тежок удар и ќе биде буквално отеран на островот Света Елба и Франција повеќе нема да има во свој раце.
Значи, гледате веќе Наполеон имаме еден страшен пат кај Наполеон Бонапарт. Во 1814 во Виена ќе се одржи еден конгрес, нели тука Австрија, Велика Британија, Русија, Прусија, тогаш тие држави кои што се прашувале за главните прашања, ќе одржат конгрес, ќе донесат некои важни одлуки, меѓу другото ќе речат да вратат Франција на оние територии кои што ги имала во 1792 година. Французите ќе збеснат, огромно незадоволство. Наполеон ќе го искористи тоа незадоволство. Ќе се врати во Франција. Од Елба ќе се врати во Франција и повторно ќе дојде на власт и повторно ќе влезе во судир со Велика Британија, со Русија, Австрија, Прусија и така натаму. И ќе имаме нова битка во 1815 година. Тоа е битката кај Ватерлоо. Многу важна битка. Во таа битка Наполеон Бонапарт повторно ќе биде поразен и повторно ќе биде отеран од Франција и ќе биде однесен на островот Света Елена, на Атлантскиот океан, каде што таму ќе почине во 1821 година. И тука завршува епизодата со Наполеон Бонапарт, кој што е значајна фигура не само во овој период, туку општо генерално во историјата. Што се случува понатака после Наполеон? Ќе се формира Света алијанса. Тука е Русија, Австрија, Прусија, а подоцна ќе им се приклучат на оваа алијанса и еден куп други европски држави. Која е целта на оваа Света алијанса? Проблемот е Француската револуција. Француската револуција, ние рековме, се кренала во 1789 година, како резултат на незадоволното население. Тоа незадоволно население било само во Франција, туку ширум Европа имаме населението и тоа како било незадоволно. И слушале што се случува во Франција. Виделе дека револуцијата се кренала, успеала и уште толку биле загрени тие во нивните држави да кренат револуција и да го шират тој демократски, слободарски дух кој што воопшто не им се допаѓа на овие европски владетели и аристократи. Тие тежнеле да го сочуват оној стар систем феудален, каде што за главните прашања се прашуваат владетелите и аристократијата, кои што се сосема малку на број и владеат неограничено и буквално си прават што сакаат со населението, а населението нормално тоа не го сакаат и затоа се бунтуваат. И затоа се формира оваа Света алијанса. Секаде низ Европа, каде што ќе има обид за револуција, како она во Франција во 1789 година, да се задуши првин, да не дозволи да се крене револуција. А ако се крене, што е можно побрзо да се задуши и да се сочува оној стар феудален систем. Значи, секаде каде што ќе има слободарски, демократски дух да биде уништен. Тоа е главната цел на оваа Света алијанса. Но, за нивна жалост, тоа ќе биде многу тешко да го задржат. Револуцијата ќе продолжи не само во Франција, туку ширум Европа, ширум светот, а за тоа ќе учите во една од наредните лекции. Тоа е тоа. Значи, за Наполеон, за овој период кој што е многу бурен, може многу да се збори. Се обидов во кратки црти да ви кажам некои работи. Се надевам дека бев јасен, се надевам дека ова видео ќе ви помогне при совладување на оваа лекција. Поздрав и се најубаво!